civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас сум денеска во Гостивар на љубезната покана на градоначалникот на општина Гостивар, доктор Арбен Таравари, советот на општината, да ја одбележиме пролетта, екологијата и грижата за животната средина, а пред се дрвјата, белите дробови на нашиот заеднички дом, планетата Земја. Секој ден е добар за одбележување на грижата за животната средина. Или, како што велиме ние во цивил, сите временски услови се добри за активизам. 21 март е ден познат по тоа што на тој ден календарски започнува пролетта. Овој датум е исто така познат како ден на садењето на дрва, на дрва и исто така како ден на шумите, меѓународен ден на шумите. А во некои земји, не само во општина Гостивар, се одбележува и како ден на екологијата. Би сакал тука да додадам дека мојот долгогодишен веќе впечаток е дека доктор Таравари како градоначалник и како политичар исто така е меѓу пионерите на зелените опции, на грижата за животната средина во нашата земја. Диса информата, неколку информации според одлуката изгласана на конференцијата на Организацијата за храна и земјоделие при Обединетите нации во 1971 година, 21 март е прогласен за меѓународен ден на шумите. Но во поглед на таа тема не се преземени некои посебни значајни активности, дури 40 години потоа. Би рекол дека дури во 90-тите години, соочен со дефорестацијата и климатските промени, во светот започнуваат глобални акции за заштита на животната средина. Тие акции стануваат глобален тренд со почетокот на новиот милениум. Генералното собрание на Обединетите нации ја прогласи и целата 2011 година за година на шумите, а на 28 ноември 2012 година Обединетите нации повторно се навратија на овој датум и ја донесоа конечно резолуцијата за заштита на шумите, меѓународен ден на шумите, како што тоа го сторија во 1971 година. Во нашата земја, како и во други земји во светот, 21 март е ден кога се одбележува почетокот на пролетта, но се одбележува и како ден посветен на екологијата. На овој датум добро е да се потсетиме дека меѓународниот ден на животната средина е 5 јуни, па можеби и тоа ќе влезе во вашата програма. А оваа година светот ќе го означи 5 јуни како почеток на глобалната декада за обновување на екосистемот.
Обновувањето на екосистемот подразбира намалување на загадувањето и на емисијата на јаглерод во атмосферата, но подеднакво важни се и квалитетното образование, борбата против сиромаштијата и гладта во светот, мирот, борбата против корупцијата и насилството, борбата за човекови права и слободи, еднаквост за сите луѓе. Relativi ekosistemi në kupton zhvillimin e ndotjes dhe emisionet të karbonit, por arsimi cilësor, lufta kundër varfërisë dhe urrisë në botë, paqja, lufta kundër korrupsionit dhe dhunës, lufta për të drejtat dhe liritë e njeriut, barazia për të gjithë njerëzit janë njësoj të rëndësishme. Чест ми е во името на Цивил, Центар за слобода, организацијската единица Зелен Цивил и во мое име да ги поздравам и да им ја укажам мојата длабока почит пред се на граѓанките и граѓаните на општина Гостивар, на активистите на организациите на граѓанското општество и на моите домаќини, доктор Таравари и општина Гостивар. Kam deri në emër të Civil, Qendrës për Liri, mesis organizative Civil i Gjelbër, dhe në emrin tim të përshëndes dhe të shpreh respektin tim të thellë për aseditas qytetarëve dhe qytetarëve të punës së festivalit, aktivistëve dhe organizatorëve të shoqërisë qytetare dhe Nikoqirëve të Mbi, doktor Taravari dhe komunën e festivalit. Еден на фунд, се разбира 21 март, денот на пролетта, паѓа во месец кој е познат и по својата непредвидливост, па затоа ќе го прославиме доаѓањето на пролетта со дожд и снег. Но важно е да го најдеме сонцето во нашите мисли и да ја градиме иднината. А иднината е во нашата грижа за животната средина. Со тоа ќе дадеме најдобар придонес кон подобрување на условите во кои ќе живеат генерациите по нас. Kuptohet nga 21 marsi, dita e pranverës bie në muajin që është i njohur për paparishkueshmërinë, prandaj do të kremtojmë marrjen e pranverës me shivë dhe borë, por në rëndësi është ta gjejmë diellin në mendimet tona dhe kështu ta ndërtojmë anëvërinë. Ndërsa blllavia është në kujdesin tonë për mjedisin e sot. Me këtë do të japim kontributin më të mirë ndaj përmirësimit të kushteve të cilat do të jetojmë gjeneratat pas nesh. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.